дали теемумот го остранува безабдесната состојба или само го дозволува ибадетот? Ова е едно прашање битно, ова не е во книгата. Ова не пише во книгата. И ова мој да дојде на тест. Не може да дојде, па сигурно ќе дојде. Зашто јас ги имам чеф од нешто не се во книгата. Значи тука да видам дали имаш читано или имаш учено како што треба. Значи дали теемумот е што го странува безабдесната состојба или само го дозволува ибадетот. Сега ќе кажеме што значи тоа. Ако велиме некои од учењаците велат дека теемумот само го дозволува ибадетот, не остранува безабдесната состојба. Што значи да го дозволува ибадетот? Значи тие велат, ако ти на пример сакаш да клањаш фарз и сега не најдеш вода, немаш вода, земаш теемум. Потоа го клањаш фарзот. Сега сакаш да клањаш суннет. Сега тие велат, ако сакаш да клањаш суннет, мора да земаш нов теемум, велат. Затоа што ти вели само го дозволува ибадетот. Ти пак остануваш нечист. Така? Значи го дозволиш еден ибадет, а ти остануваш нечист. Сакаш суннет пак земаш теемум. Сакаш после да клањаш друг суннет, пак треба да земиш теемум одново. Не, ова не е точното мислење. Ние кажавме дека најточното мислење, ова е најточното мислење кај учењаците, дека земјата ја остранува безабдесната состојба. Што значи теемумот го креват, го чистит, чистит безабдесната состојба. Што значи ти со тој теемум можеш да клањаш намаз се доколку да најдеш вода. Тогаш се расипвит теемум. Што значи можеш да клањаш фарз со еден теемум, фарзот можеш да го клањаш, сунетот, нафиле, што сакаш. Се додека да го расипиш, на пример, како што се расипвит абдесот. Сега ќе кажеме што го расипвит теемумот. Како кажавме што го расипвит абдесот, исто. Тоа што го расипвит абдесот, го расипвит и теемумот, истите. Само дополнително што се дава овде, дека водата ако идет. Ако најдеш вода, тогаш и да имаш теемум, морат да земеш абдес со вода. Мора да се капи. Не смеш. Најдеш вода, ти си со теемум. Ке кажеме тоа во другата точка. Значи, теемумот ја креват безабдесната состојба. Не само што ја го дозволува ибадетот, туку и ја остранува безабдесната состојба. И големата и малата безабдесна состојба. Која е големата безабдесна состојба? Да ве прашам сега да се потсетите. Џунуб друго? Не, нужда е мала безабдесна состојба. Хајд и нифас кај жените, поспородилниот крв и менструалниот крв кај жените. Овие се голема безабдесна состојба. Што е потребно? Што е потребно за ова? Што е потребно? Гусул. Значи голема безабдесна состојба, мора да се капиш. Џунуб кога си, мора да се капиш пред да клањаш. Не смеш ке одам ке земам абдес и ке клањам. Не, мора да се капиш целосно. Така и жената заврши со месечниот циклус, што треба да прави? Гусул. Не смее да клања намаз се додека да се чистит целосно, да се капи. Не смеш ти да имаш со неј за однос додека таа да се чистит со вода. Иако е чиста, ако не е чистена уште со вода, не смеш да имаш интимен однос со нејзе. И така поспородилниот крв или циклус мора да се, ова е голема безабдесна состојба. Ке кажеме после, ке земеме тоа зашто? За хајдот и нифас. За хајд и нифас ке земеме за месечниот циклус и поспородилниот циклус во идните дерсови. Ако не другиот што идет, после тој ке иде тоа, детално ке се објасни. Имам Ахмед вели 8 години го имам учено тоа поглавје за жените. Некој вели вие останавте тука. Не, 8 години велит Имам Ахмед, вели го имам учено само тоа поглавје. Знаете, тоа е обожување на Аллах исто. Ако грешиш тука, ако го дозволиш, велиш дека е халал интимниот однос со жените во месечниот циклус, излегуваш од вера. Значи, гледаш, не е така лесно. Треба да се учити, да се знаат прописите точно за тоа. Повеќе прописи имаат жените. Најмало имаат мажите. Зашто кај жените имаат повеќе прописи. Зашто кај ними се случува некои работи што не се кај мажот.